Пензионерите од Штипската населба 8 ноември се собираат по клупите. Клубот кој треба да е нивно место за дружба и релаксација веќе подолго време е нефункционален. Причина за ова е исклучената електрична енергија, без која овој простор ја губи својата смисла. Клуб 8 ноември нема никакви услови. Прво, ни струја нема, вода има, ама без струја не може ништо да ни се гледа, ни се унидува. Треба да се преземе нешто, дали треба да преземат пензионерите или па општината тука треба да се прегледа, да се плати тоа, многу има големи трошкови. Иако просторијата е позната како пензионерски клуб, Оздруженијето на пензионери тврдат дека тој простор всушност не е нивни. Газда овде според нив била општината. До сега тој простор не е у наша собственост, него тоа е собственост на локалната самоуправа. Уколку ни дадат или да ни е отстапат на нас, ние да имаме право, ние идеме у дистрибуција со тоа полномошно, ние ќе уклучиме одма струјата. Меѓутоа, до ден денеска немаме одговор, а и не са наши ингеренции да ние приклучиме, бидејќи дистрибуција не го прифаќа нашето барање. Собственост над просторот негираат и од општината, од каде посочуваат на предпријатието за стопанисување со стамбен и деловен простор. Чии се овие неколку квадрати простори, чија обврската да ги плати сметките е дискутабилно, но тоа пензионерите ги остава без можност за организација. За разлика од 8 ноември, во другите штипски населби, пензионерските клубови функционираат без проблем. Сења 3 дружиме се таму, има си клуб. Секој ден машките, нели игра шах, карти, а само вторник од 5 саат одеме жените. И како е? И многу е добро. Кафе, чајче, смешки, вицове. Па доваѓате од бабите, има шо пеат, шо играт. Ама многу се собираме. Сигурно од 25 до 30 жени собираме се. Но вака не е во 8 ноември. И додека сите грчат рамења, пензионерите од една од најголемите штипски населби немаат каде да го поминат времето. Проблемот особено е изразен во есен и зима, кога денот е краток, а на клупите студено.